Организирањето на собраниските инциденти дошло од целата партиска структура на ВМРО-ДПМН. Доаѓале од тогашниот лидер на партијата Никола Груевски, екс-министрите Емилијана Кејевски и Спиро Ристовски биле координатори, осомничени како организатори на крвавиот четврток според обвинителството, се и поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски и вработениот ВБК Никола Бошковски. Натоварим се става кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска вели дека единствени докази не се само сведоштвата на обвинетите за собраниските инциденти. Во наредбата за истрага стои дека осомничениот НГ како тогаш председател на политичка партија ги повикал преку медиум граѓаните на протести. Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија дека некој друг ќе им одбрани државата, длабоко се во заблуда. Државата може во ваква ситуација да одбрани само народ. Обвинителката Русковска информира дека за организацијата на партијата имаат и пораки, но сите не се обезбедени бидејќи се уште работат за истрагата. Русковска ќе бара нова екстрадиција за бегалецот Никола Бошковски, бидејќи за новото дело не е помилуван и очекува да биде спроведен пред македонските истражни органи. За организаторите не важи законот за амнестија. Бидејќи се работи веќе за истражна постапка, сепак доказите се наоѓаат во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Доказите ќе бидат испратени до судот затоа што според законот судот е тој што поднесува докази и барање за екстрадиција до Министерството за правда. Токму Бошковски според обвинителството со возило од УБК пред собранието на 27 април донел оружје кои требало да се доделат на насобраната толпа, кои знаеле да ракуваат со оружје. Обвинителството не ги открива имињата на осумничените, но доколку обезбедат докази, освен од исказите на обвинетите ќе ја прошират истрагата со дополнителни осумничени. Русковска вели дека не може да има наредба за истрага само за исказ на обвинет или сведок. Екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски, кој веќе е во притвор, ќе биде споен со истрагата со петте на осумничени за истото дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Ако се прашува Русковска да не се отвореле собраниските порти, немало да има инциденти. Откако екс-министрите Јана Кејевски и Ристовски добија притвор, адвокатот Еленко Миланов најави жалби. Решението за притвор во однос на обвинетиот Миле Јаракиевски, ако не ми замери Владо Јовановски, би рекол прекрасна Македонија, тој во моментов има две решенија за притвор, куќен и друг притвор, така што ако вечерва него најдат во неговиот дом, веројатно ќе побараат да се определи притвори по другиот предмет. Поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски не беше испрашан во судот поради неговиот пратенички имунитет. Тврдеше дека не е организатор. Дали вие сте меѓу организаторите? Не. Немојте ме молам тамо. Молам, 10 години сум бил председател на собрание и јас да бидам организатор на што? Не, никако. Велјановски ќе биде повторно повикан на распит ако му се симне пратеничкиот имунитет. Од обвинителството за петте осумничени бараат притвор за истрагата да ја преточат во обвинение. Имаат законски рок од 6 месеци.